Како ја оценувате состојбата на меѓуетничките односи во Република Северна Македонија? Кои фактори влијаат позитивно, а кои негативно на меѓуетничките односи? Дали во нашата земја се негуваат стереотипите и предрасудите на етничка основа и кој е одговорен за нив? И како да ги надминеме? Состојбата на меѓуетничките односи во Република Северна Македонија секако поминала низ повеќе фази. Секако може да се каже дека има големо напредување во овие односи. Мислам дека повеќето проблеми кои што се појавуваа и се појавуваат уште во во оваа сфера се поврзани со стравот од луѓе кои што малку контактираат меѓу себе, кои што не прават заеднички некои работи и кои што едноставно не комуницираат меѓу себе толку колку што би требало да комуницираат граѓаните на едно општество. Мислам дека сепак зборуваме за општество кое што е многу поделено во многу основи и дека малку се прави за да се воспостават вистински контакти и вистинска соработка меѓу сите граѓани на оваа земја. Јас би сакала да споменам дека постојат и добри практики. Постои например практиката на овој универзитет во кој што вие денеска сте тука. Универзитет кој што има студенти од сите етнички заедници, на кој што се зборува официјално на 3 јазици, на албански, на македонски и на англиски, на кој што во менаџментот се вклучени лица од различни етнички заедници и каде што на вистина тоа беспрекорно функционира. Може да се каже дека кога луѓето работат заедно и кога се познаваат меѓу себе, полесно може да се спротивстават на стереотипи и на предрасуди, бидејќи едноставно градат таков однос меѓу себе каде што сами со себе и се прифаќаат, меѓутоа и соработуваат и се поддржуваат взаемно. Мислам дека тоа треба да се направи и во другите институции, бидејќи понекогаш во такви општества каде што луѓето живеат поделено, живеат во одделни светови, многу лесно се пренесуваат некои стереотипи и некои стравови и на тој начин некои теми кои што би требало да бидат многу нормални во еден свет кој што постои во 21. век, како што е зборувањето на јазикот на друг етникум во една земја, соработувањето меѓу етничките заедници би требало да бидат нормални работи, меѓутоа ние сме виделе во Република Северна Македонија тие работи многу да се политизираат и да се сее страв меѓу луѓето дека тоа, например, ќе доведе до распад на државата, што не е така. Сме виделе и порано и сега дека таквите стравови никогаш не се реализираат, меѓутоа секогаш постојат и се, како да кажам, основ за разни манипулации со политички причини кои што се прават. Како вие лично може да придонесете кон надминувањето на национализмот и етничката омраза во нашето општество? Што ќе им препорачате на различните засегнати страни во општеството и креаторите на политики и практики во оваа сфера, како што се медиумите, граѓанското општество, институциите, политичките партии, академијата, како и други чинители? Секој од нас може да направи многу во надминувањето на тие стереотипи. Секој од нас, особено, и ако не зборуваме за конкретни професии, секој од нас е човек кој што има односи со други луѓе на разни начини. Во својот дом, во местото каде живее, со луѓето со кои што се гледа секој ден. Начинот на кој се однесуваме кон сите други кои што доаѓаат од други етнички заедници е многу битен во тоа каков однос градиме во општеството. Исто така мислам дека ние како интелектуалци, како луѓе кои што работат, имаат одредена професија и работат во одредени институции. Особено ние што работиме во образовните институции. Мислам дека е многу важно да пренесеме такво видување кон светот кое што
отвара размислување, а не затворени размислувања, затворени мислења, затворени умови кои што едноставно само сеат страв и предрасуди кај луѓето. Многу е важна улогата на професор кој што работи со млади луѓе, да им пренесе такви вредности кои што се општи, универзални, хумани вредности, на вредности на прифаќање на другиот, вредности на споделување на културните вредности на самиот етникум секако, меѓутоа таа вредност на прифаќање на толеранција се учи. И сите млади луѓе, значи, не ја учат омразата сами по себе. Тие не се раѓаат со омраза, например, кон другиот. Омразата ја учат од луѓе кои што не знаат на друг начин да ги водат или пак не сакаат да ги водат кон некои други вредности. Мислам дека секој просветен работник може да направи многу, да се промовираат такви вредности како инклузивност, како толеранција, како сакање на тоа што не мора да биде секогаш нашето најдобро, едноставно знаеме дека постојат повеќе вредности во светот и не мора секогаш нашето мислење да биде тоа што е точно, може да има, значи, повеќе мислења, и тој плурализам на идеи и прифаќање на плурализмот на идеи, мислам дека се учи и се огледува. Мислам дека не правиме доволно како општество да огледуваме такви вредности и тие да ги промовираме, а иако сме држава која што има среќа да има повеќе култури, повеќе јазици, повеќе етникуми, многу често тоа знаеме да го гледаме како хендикеп, наместо да го гледаме како предност на земјата и како такво да го промовираме. Мислам и државните институции може да направат многу. Може да направат многу во однос не само на промовирањето на овие убави вредности, туку може да направат многу и во однос на спречување на сењето таква страв или пак на таков страв, или пак спречување на активности кои што не допринесуваат во тој мултикултурализам и мултиетнички развој на земјата. Зборот ми е, например, за криминалот од омраза или пак за говорот на омраза, кој што иако е санкциониран во нашите закони, сепак истите закони не се применуваат доволно добро во практиката. Уште немаме судски пресуди, уште немаме, како да кажам, судски случаи кои што се осврнуваат на криминалот од омраза и како таков имаат, како да кажам, имаат однос, имаат пристап кон тој проблем. Кога не пристапувате како државна институција кон тој проблем, истиот го провоцирате да стане уште побитен, уште посериозен во иднината. Тоа е жално, бидејќи навистина имаме добри закони кои што неколку пати досега се ревидирани токму заради оваа цел, меѓутоа нивната примена во практика остава многу да се доработи. Колку и на кој начин национализмот и етничката омраза се штетни за општеството и за нашите ЕУ аспирации? На кој начин тие појави се спротивни на европските вредности? Секако дека етничката омраза е голем проблем, бидејќи на тој начин, значи, земјата никогаш не може да излезе од тие етнички тензии, кои што вообичаено влијаат кај земјата да биде по-слаба и економски, и во однос на стабилноста, и во однос на сите други работи, кои што за жал сме ги виделе да се случуваат во историјата. Секако, кога се зборува за национализмот, треба да се каже дека за жал понекогаш се, значи, не може, не се прави не се прави, значи, добра разлика помеѓу тоа како е да се промовираат, значи, тие вредности на една етничка заедница, на еден етникум, на еден народ, и понекогаш тоа може да изгледа како национализам, меѓутоа повеќето проблеми што ние ги имаме се однесуваат на омразата меѓу етникумите, а не на промовирањето на вредностите на еден народ. Многу е во ред човекот да има национален идентитет и да се гордее на тоа и да ги промовира, значи, тие вредности кои што се засебни за тој идентитет. Меѓутоа, кога
таквата промоција навлегува во омраза кон другиот, тогаш тоа се смета за проблем во едно цивилизирано општество. Бидејќи едноставно, не е дека во светот не постојат национални идентитети и национализам кон својата татковина. Сите луѓе кои што живеат и во овој век сепак се идентификуваат како припадници на одредени национални заедници, меѓутоа проблемот настанува кога тие чувства поминуваат во шовинизам, поминуваат во фашизам, поминуваат кон остра омраза кон другиот и тогаш веќе не е енергијата насочена на тоа што е добро на една нација, туку што е лошо кај другиот. И тогаш настануваат проблеми. Мислам дека тоа е многу штетно и за аспирациите на Северна Македонија да се зачлени во Европската Унија и веќе сме ги виделе плодовите на таквите негативни случувања во историјата. Мислам дека и Европската Унија беше формирана токму заради тоа да се стави крај на таквата омраза меѓу народите и да се воспостави како Унија која што е заедничка, како да кажам, не само држава, туку Унија која што ќе ги стави сите тие народи кои што порано војувале во една заедница која што заедно ќе работи за одредени цели. Мислам дека сите тие политики кои што се однесуваат на зачленувањето во Европска Унија, а кои што се олицетворуваат во критериумите кои што треба да се исполнат во таа сфера, се однесуваат и на омразата и на менаџирање на тие проблеми кои што се појавуваат како резултат на криминалот од омраза. Мислам дека многу повеќе може да се направи од тој аспект и ќе се направи допрва кога ќе бидат отворени тие преговори со Европската Унија. Мислам дека уште повеќе ќе се потрудиме да ги исполниме тие критериуми, особено заради фактот што на пример пристапот кон криминалот од омраза е еден од тие критериуми кои што треба да се исполнат за влез во ЕУ.